Во пресрет на 4 февруари, кога ќе се одбележи 151-та годишнина од реѓањето на македонскиот револуционер и великан Гоце Делчев, кренат степенот на безбедноста во државата. За тоа колку сме подготвени, а сигурно сум дека Министерството за внатрешни работи е подготвено да се овозможи мирно и достоинствено чествување на роденденот на великанот Гоце Делчев, разговараме со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министре, добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Од вторникот можеше да се забележи засилено полициско обезбедување со возила, но и специјалци во цивилна облека пред црквата Свети Спас и во дворот каде што се наоѓа гробот на Гоце Делчев. Според реакциите околу престојниот 4 февруари в сабота, дали всушност се создава слика дека чествувањето може да наликува на политички настан, всушност и зошто толку голем интерес оваа година, не дека предходните немаше, меѓутоа годинава некако достигнува кулминација, интересот за присуство на чествувањето? Најважно е да направиме добра организација и да имаме чествување како што му доликува на Гоце Делчев. И мислам дека во ниту еден случај не може да стане збор за никакво политичко чествување. Која е политичката партија што може да присвои некаков лик? Тоа е лик великан на македонскиот народ. И затоа треба секој од нас да допринесе тоа чествување да биде национално, достоинствено, без никаков проблем, без да создаваме заради политички интереси, политичка реторика и така натаму дополнителни тензии и конфликти. И мислам дека тоа што генерално се случува, таква, би рекол, една хибридна војна во тој дел, за да се предизвикаат вакви тензии, не одговарат на никој. Нити одговара на граѓаните на Република Северна Македонија, на државата, не одговара ниту на некој друг кој што сака тоа да го предизвика, ниту на политичките субјекти. Затоа е многу важно да бидеме сите одговорни, како луѓе пред се, како политичари, да чествуваме достојно, а Министерството за внатрешни работи превземе и ќе превземе сите мерки кои што се потребни, настанот да помине во најдобар можен ред, да се сочува безбедноста, јавниот ред и мир, што е врвен приоритет на нас како институција. И пред се да имаме достоинствено чествување. Тоа реков дека единствено нешто кое што го заслужува Гоце Делчев, тоа е да имаме почит и достоинствено чествување. Тоа е нешто што се бара и очекува од сите нас. Така. Сето поинаку, било какво нарушување на јавниот ред и мир, насилство и не знам што, нема да биде во рамките на овие очекувања. На средбата пред неколку дена со вашиот бугарски колега Иван Демерџиев добивте јасни гаранции од Бугарија дека двете земји заеднички ќе работат на деескалација со цел да се спречат поединци или екипи кои на чествувањето на роденденот на Гоце Делчев би можеле да дојдат со цел да предизвикаат било каков тип на провокации. Очекувате ли да се почитуваат овие гаранции? Ние разговаравме и многу е важно да има диалог. Многу е важно заеднички да ја направиме таа деескалација. Многу е важно да им одземеме аргументација, оружје на тие радикални структури и кај нас во Македонија и во Бугарија, кои што сакаат да се нарушат односите помеѓу државите. Ние како држава знаете дека водиме политика во која што сакаме добрососедски односи. И тука нема дилема. Меѓутоа, за тоа бараме почит и достоинство. И тука од тие принципи ние не отстапуваме. И тоа е нешто што го разговаравме и со мојот колега од Република Бугарија. Така да нема место за никакви радикални структури кои што ќе можат да предизвикуваат било какви проблеми. Посебно за оние кои што доаѓаат од надвор. Така. Ние сме гостопримлив народ, држава, граѓани. Сакаме да подадеме рака на секого, меѓутоа жестоко ќе се спротивставиме доколку сака некој да ја понижи Македонија и македонскиот народ. И тоа е
нормална, јасна позиција која што имаме, а воедно, апсолутно апелирам до сите граѓани да се однесуваме и ние одговорно. Затоа што нашата одговорност е многу поголема отколку на било кој друг. Ние како ќе се поставиме во оваа ситуација, имаме и такво чувствување. Така да, одговорноста за редот и мирот, за достоинството, го прави секој од нас. Да, институциите ќе преземат се, институциите ќе бидат подготвени, ние работиме заедно, прибираме сите информации, заедно со безбедносните служби, на основа на тоа ќе ги преземеме сите мерки и граѓаните воопшто не треба да се грижат за тоа дека ќе се преземат мерки кои што ќе овозможат ваков начин на чувствување и без да биде нарушен јавниот ред и мир. Затоа што некакви најави, не знам, за ноќни стражи, вакви стражи, онакви стражи, тоа е неприфатливо. Оваа држава има институции, тие институции се тука, кои што се пред се задолжени за чување на редот и на мирот. Така да, на основа на проценките, ќе биде активиран план, кој што ќе допринесе практично за мирно чувствување и присуството на полицијата треба да биде на наше задоволство, не да се вознемируваме од тоа што имаме полицајци на улица и да си поставуваме прашање зошто ги има. Заради проценките, колку што треба, ќе бидат тука, тие се тие кои што сите нас не штитат и ни создаваат атмосфера во која што ние можеме безбедно да живееме и да работиме. Од една страна, нема причина да се запира некој кој доаѓа со најдобри намери. Од друга страна, пак, полицијата, како што рековте, е подготвена и има капацитет да се справи со било каква ситуација. Колку државјани на соседна Бугарија би можеле да дојдат во Скопје? Овде ќе се надоврзам на изјавата на председателот на Сдруженијето Фондација Македонија Виктор Стојанов, кој што за македонски медиум изјави дека околу 150 граѓани од Република Бугарија в сабота ќе дојдат на одбележување на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Па уште едно прашање, можно ли е некому да не му биде дозволено да ја помине македонската граница? Две прашања. Колку се очекуваат и разменуваме податоци информации со нашите колеги, ги анализираме подготовките кои што ги прават и така натаму. Клучно за нас ќе биде дали имаат намера било какви структури кои што сака да се организираат да предизвикуваат проблеми, да изразуваат непочит према државата, према граѓаните и така натаму, и на основа на тоа ќе се носат одлуките. Така да, сите опции се отворени и, впрочем, постојат и законски основи кои што укажуваат дека секој еден кој што сака да го наруши достоинството, безбедноста, јавниот ред и мир и така натаму, треба да се преиспита начинот на кој што тој. Така да, реков, опциите ќе зависат од во основа од анализите кои што ги правиме сите ние во штабот на основа на приберени податоци на информации и на крајот одлуката треба да биде во функција на ова што претходно го говоревме. Мирно, достоинствено чувствување со кое што ќе покажеме навистина пред светот дека знаеме да го сочуваме, да ја сочуваме стабилноста и да со еден посебен почит знаеме да чествуваме денови кои што се важни за нашата историја. Так. Како ќе постапува државата доколку в сабота во Македонија пристигне бугарскиот европратеник Џамбаски? Дали би му бил забранет влез во државата? Многу интересно прашање, ова многу предизвикува внимание во јавноста, јас све разбирам за ваквите прашања. Реков дека анализи ќе се прават и на основа на тие анализи ќе ги носиме одлуките во секој поглед. Меѓутоа, едно треба да бидат сигурни граѓаните, дека никако нема да дозволиме навреди и организација на понижување на македонската држава и македонскиот народ.
На чествувањето на 4 февруари ќе има официјални делегации од земјав. Ќе има македонски граѓани, почитувачи на ликот и делото на Гоце Делчев. Полицијата ќе го обезбедува просторот и пред црквата Свети Спаси во дворот каде што се наоѓа гробот на Гоце Делчев. И денеска секако повод за вашето гостување е апелот кој што ќе го упатиме до нашите граѓани да не подлегнуваат на провокации и мирно и достоинствено да го чествуваат 4 февруари. И предходно зборевме за вашите, ни кажавте за вашите очекувања, можна ли ескалација заради можни провокации или ќе имаме мирно и достоинствено одбележување на 4 февруари. Вие велите дека се е во насока токму на мирното и достоинственото чествување на денот. Мораме да истакнеме дека вчера станев изјави дека ако има барање, ќе испратат од Бугарија полициски сили со цел секако да нема провокација и да ни помогнат нели мирно да се чествува денот. Има ли потреба од вакво нешто? Нема потреба. Македонската полиција има капацитети кои што гарантираат стабилност и безбедност. И тоа не станува за полициски сили кои што се нудат од Бугарија за да дојдат. Тоа е понудено да бидат полициски службеници, двајца, тројца, кои што учествуваат практично на надпреварите фудбалски, заради тоа што нели имаме најави дека е можно да присуствуваат навивачките групи и така натаму и така. Така да македонската полиција е подготвена во целост, не само за овој настан, туку за сите настани, не само за оваа пригода, туку за сите пригоди, во било какви услови, да направи се да го сочува мирот и стабилноста на државата и на граѓаните. Тоа е врвниот приоритет. Неколку пати напоменувам и сега ќе напоменам, нема поединец, нема група, нема политичка партија која што може да биде посилна од државата. И за тоа мислам дека треба да ни биде јасно на сите. Второ, има одбор кој што се грижи за организацијата, сите делегации кои што сака да положат цвеќе се најавуваат, тоа неколку пати беше објавено. Редот ќе се воведува врз основа на планот страна на македонската полиција, ќе треба да бидеме сите во тој дел достоинствени и мислам дека нема да имаме никаков проблем. Така да, уште еднаш упатувам порака до сите граѓани да си бидеме на висината на одговорноста која што има секој од нас. Посебно е зголемена одговорноста на политичките субјекти, на јавните личности, да се воздржат од радикализација на состојбата, од зголемувањето на тензиите, бидејќи тоа нема да допринесе во ниту еден момент во овој процес за подобрување на работите. Напротив, мислам дека целата состојба треба да деескалира. Ние како држава сме тука да си го штитиме нашиот интерес и тоа е нашиот врвен приоритет. Вчера беше и објавено кој се ќе присуствува на чествувањето на 4 февруари в сабота, кога станува збор за македонските државни представници. Председателот Стево Пендаровски, премиерот Ковачевски исто така ќе биде, вице-премиерот Артан Груби, вие како министер за внатрешни работи, потоа министерката за одбрана Славјанка Петровска и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Всушност вие ќе ја предводите делегацијата која на 4 февруари ќе се поклони пред... предводи премиер. Да, премиерот како делегација сакав да кажам, да, како делегација која што ќе се поклони пред гробот на Гоце Делчев. Ке се знали дали ќе има присуство на високи државни представници од Бугарија? Тоа до вчера не се знаеше и немавте такви информации. Кога ќе се знае? Се уште нема такви информации и податоци. Доколку има такви најави, ќе информираме навремено, меѓутоа до сега немавме такви податци информации. Министре, ако нешто не ве прашав во однос на темата, повелете, ама мислам дека ги исцрпевме сите прашања и сето она што е дел од интересот на граѓаните и што сакаат да го знаат околу подготовките и безбедноста на 4 февруари. Да ви се заблагодарам на вас како национален радиотелевизиски сервис што навистина разговараме во овој момент и праќаме порака за достоинствено и смирено чествување. Тоа е најважната работа која што ја правиме заеднички и важно е дека ја праќаме и пораката дека безбедноста не е еден човек, една институција, него сме сите ние. Тоа е таа општествена одговорност која што ја имаме. Мислам дека
прашањата колку и да се, тие се сепак околу оваа тема која што сите нас не интересира, не интригира во изминатиот период, не заради друго. Вие рековте, минатите години имавме чествувања во кое што едва е неколку луѓе доаѓаат да чествуваат на споменикот на Гоце Делчев, меѓутоа сега се креваат тензиите, затоа е важно да спадне таа тензија која што имаме. Ние затоа ја одржавме и средбата со бугарскиот колега, мора да ги релаксираме односите, да носиме мудри и трезвени одлуки. Никогаш не се носат одлуки на основа на емоции, туку мора да се носат на основа на рационалност и на основа на сето тоа да покажеме навистина дека сме демократи, дека сме цивилизирани, дека знаеме да се цениме самите себе си и нашите историски вредности и навистина дека заслужуваме како држава да одиме по тој пат кој што ние го одиме остварувањето на нашата стратешка цела, тоа е членството во Европската унија. Така. Како што рековте, одговорноста е на сите, и на институциите, но и на граѓаните, и на сите оние кои што ќе бидат присутни на чествувањето на 4 февруари во црквата Свети Спас. Апелот до граѓаните го упативме со овој разговор во студиото на Македонија наутро и секако уште еднаш ќе посакаме мирно и достоинствено чествување на 151-та годишнина од раѓањето на македонскиот револуционер и великан Гоце Делчев, и секако да останеме достојни на нашата историја и секако да ја почитуваме. Секако тоа е најважно, сите ние да го почитуваме пред се ликот и делото на Гоце Делчев, да бидеме достоинствени, а да ги занемариме сосема тие радикални структури кои што сметаат дека 4 февруари треба да биде момент во кој што некој политички поен ќе добијат. Нема основа да се очекува такво нешто, заради тоа што за граѓаните и за сите нас е најважна да имаме мир, стабилност и да имаме достоинствено чествување на Гоце Делчев. Ви благодарам многу на гостувањето. Благодараме на вас. Поцитувани тоа беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Одиме со дел од програмската понуда, па се враќаме во студиото со останатите содржини.